Осмата рунда на првата лига носи интересни дерби пресметки каде трите бодови ќе идат повеќе од императив. Рундата се отвора со два меча во сабота. Арсимија ќе сака домашен триумф против Енерџијата Шкупи. Формата и домашниот терен е голема предност за Арсимија, дополнително со подршка од трибините. Шкупи е целосно разнишан и ќе мора веќе да победува ако сака да влезе во сериозна трка за директен опстанок. Тиквеш на домашен терен ќе го пречека тимот на македонец Ѓорче Петров. Ова ќе биде битка во која домашниот тим ќе го бара своето второ славие во однос на лавовите од Ѓорче, кои сака четврта победа, а трета во низ и со тоа да се пробијат кон горен дел од табелата. За Тиквеш трите бодови ќе значат и прогрес од неколку позиции на табелата во зависност од останатите резултати. В недела два меча ќе бидат на програмата. Работнички бар излез од резултатската криза против Бреера Струмица. Романтичарите се многу далеко од тоа што го играа минатата сезона, кога водеа битка за титула и излез во Европа. А сега дури во осмиот меч ќе бараат втор триумф. Струмичани со победата над Арсимија на домашен терен и трите бодови за вкупно 8 на своето конто се осоколени и ќе сака нов триумф со кој значително ќе се зацрстат во средината од табелата. Силек со два порази во низа го очекува многу тешко гостување во Тетово кај шампионот Шкендија. Ова ќе биде дерби на две екипи кои сака титула. Шкендија ја брани титулата, пак Силек сака од Тетово да ја донесе во Кратово. Трет пораз во низа повеќе од јасно дека не е опција, а тоа ќе биде предизвик можеби мал притисок Силек се додигра одличен меч и да го порази за прв пат шампионот на негов терен. А пак Шкендија кој игра фантастична сезона ќе се обиде да го искористи тој мал кризен момент кај противникот. Во понеделник ќе следуваат две дерби пресметки. Во Куманово атмосферата веќе зоврви и се очекува стадионот да биде исполнет до последното место, што ќе биде претесен да ги собере сите. Гостува непоразениот Вардар кај расположениот Башкими. Повратникот во елитата со две победи во низ има 13 бодови и се наоѓа на петата позиција и сериозно напаѓа за местата кои водат кон Европа. И сигурно дека ќе има мотив повеќе на домашен терен да го совлада по прв пат сезонава Вардар, кој пак доаѓа во една одлична победничка форма. Момците на Гоце Седловски бидат исправени пред еден сериозен испит. За нив ова ќе биде тешко гостување. Трите бодови се огромен императив и влог во сезоната. Пелистер е во голема резултатска криза со 4 порази во низ и така ќе гостува кај поранешниот шампион Струга Тремлум. Стружени се фаворити, а Пелистер ќе мора да изнајде начин како до позитивен резултат, како до бодови до победа, бидејќи пети пораз во низа ќе биде јасен сигнал дека не одат да работите според посокуваното на почетокот од сезоната.